Во етичкиот комитет на лекарска комора претходно кажа, значи не се присутни само лекари, односно лекарите си во помал број присутни таму се присутни лица од различни професии, различни профили, различни нивоа на едукација, општествено влијание и така натаму. Таму се присутни значи лица од верските заедници, така што овој етички комитет ќе се произнесува, ќе помага во работата на комисијата и во работата на тој национален координатор поединечно. До сега не сме побарале став официјален, меѓутоа доколку тоа се појави како потреба, сигурно ќе биде направено. Прашувам од причина што православната црква се изјасни во смисол дека ги остава верниците сами да одлучат, дека не се меша, за разлика од исламот, дали рекоа дека со драга волја ќе како што кажав, немаме така, значи во таа насока немаме обструкција. Официјално не сме побарале прашање, меѓутоа она што досега го имаме како сознание дека немаме пречка од верските заедници, што е многу среќен момент воопшто за Македонија, затоа што во други земји често се случува да има религиски пречки. За сега она што го имаме, како што поинформирани сте во прецизноста на информациите, меѓутоа поентата е таа дека пречка немаме од верските заедници, што е многу битно дека со помош на етички комитет и тие би се вклучиле во пренесувањето на информацијата, во доближувањето на информацијата до популацијата, да се разбере која е целта во суштина, а формално правните аспекти кои што треба други тела органи да ги грижат, да се грижат за транспарентност и етичност на целата таа постапка. А пречка најголема кај очекувате да биде? Значи досегашните пречки, досегашната пречка ако можеме да лоцираме е дека официјално немавме закон. Исто така сега имаме закон, значи пречката ќе ни би била, значи потребата да се подобрат кадровските капацитети, бидејќи кај кадаверичната трансплантација потребна е извонредно брза реакција. Системот мора да реагира брзо, значи за 6 сати се носат брзо одлуки. Бидејќи се носат брзо одлуки, ние мораме да бидеме спремни. Потребно е националниот координатор кој ќе го добиеме како координатор да назначи координатори во одредените болници кои што ќе бидат потенцијални каптори на донори. Сето тоа треба да биде извонредно брзо, потребни ни се едуцирани луѓе, кадровски капацитети, потребна ни е организација. Значи проблемот би бил организационен, кој што мора да го подобриме, и проблемот би не бил кадровски капацитети, кои што настојуваме да го подобриме со континуираните едукации и соработки со странските агенции, посебно со Хрватска како најблиска земја, која што е број 1 во Европа во моментот, веројатно знаете, за трансплантација, која што е дел на Евротрансплант. Ние сме членови на таа South Eastern European Health Network и соработуваме. И исто така имаме соработка со Француската агенција за трансплантација, која што надеваме дека ќе ни помогне во развојот на на трансплантација на црн дроб, развој на бидејќи нема да се фокусираме само на развојот на бубрежната трансплантација. Знаеки колку овој проблем е горечки во светот и колку може да донесе големи проблеми од повеќе аспекти гледано, сметавме дека за да профункционира на вистинско ниво особено е важен овој етички комитет или оваа етичка комисија во склоп на лекарската комора, каде ние заедно пред се лекарите, како и пациентите, односно здруженијата на пациентите и сите останати кои ќе учествуваат во одлучувањето на она кој што знаеме дарување на живот на оној на кој може да му се дарува животот, а за разлика од тоа сигурно дека ќе одлучуваме по однос на теми кои навистина ќе бидат и горливи и болни околу одредени случаи каде што ќе може и да се одземе телото за да се дарува на друг кој што ќе може да биде понатаму среќен граѓанин, се надеваме на оваа држава.